Се наоѓам во фризерското студио Magic на Маријан Петров, тој е стилист, така? Да, да. Доста млад, замина од своето родно место, Мокриево, и дојде овдека во Струмица и еве веќе работи колку време? Па 4 години. 4 години. Функционални 4 години. Да, 4. Од каде почна сето тоа да се занимаваш со оваа работа? Имаше некој од твојата фамилија кој што го правеше тоа претходно или? Па да, мама, моите почетоци се од мали години. За прв пат на 14 години кога започнав во фризерското студио Маре, во Грација, па потоа во Имидж. Значи таму почна твојата почетоци, таму го печеше на некој начин занаетот и ева сега си отвори собствено твое фризерско студио. Да. И како оди работата, знам дека си доста веќе познат овдека во Струмица, па еве твојата популарност почна да се шири и надвор од границите на нашата Македонија и гледам дека имаш доста контакти веќе и во Белград. Да, во Белград заминав пред една година во престижната академија Панковиќ. Што се случи таму? Се надградуваш? Па да, се надградував во Белград, во академијата Панковиќ, каде што стекнав големо искуство. Па од таму бев пратен за Истанбул, Париз, на Саеми, Реви, во Будимпешта, па сега следното патување во Милано. Значи не застануваш овде на ова место, продолжуваш и понатаму. Да. Има некоја разлика, еве знаеме дека има, меѓутоа ти можеш да ја кажеш таа разлика. Голема е разликата, таму можеш повеќе да научиш. Имаш слобода во изразувањето, така? Да. За Белград знам дека патуваш често и дека таму имаш и доста познаници од естрадата, од српската естрада, меѓу кои што знам дека добро соработуваш и со Ана Бела, така? Па да, од каде тие контакти, како дојде до нив? Дали кога беше таму тие беа? Мојот колега од Штип, Зоки Давидков, голем поздрав до него. Па имам голем познати од естрадата таму. Пред се ја спомнав Ана Бела затоа што знам дека кога беше таа последен пат овде во Струмица, ве видов на една заедничка фотографија, видов дека таа тука го правила својот мејкап пред да настапи овде во Струмица во клуб Селект. Значи доста сте блиски, може да се каже со нејзе. Пријатели, да. Преку, значи твојот пријател или колега од колега, да, Зоки. Така ги воспостави контактите со неа. Освен со Ана Бела, па има со Наташа Беквала, Цека Алексич, сите тие да не ги набројувам. Гледам дека му беше и морална поддршка нашиот Трајче Георгиев кој што настапува на Пинкове звездички, а овдека во Македонија освен Трајче Георгиев, па да, со Сузана Гавазова, Елена Велевска, Гонце Гогова, Стојана Николова. И како е да работи со толку жени? Па супер, многу добро, да. Добро. Концентриран си на работата? Па да. Ти денес имаш два модела, можем да кажем. Да. Едниот е Кристина Николова. Кристина и Трајче Георгиев. Трајче Георгиев. Нашата голема звезда. Да. Кристина ќе се работиме една свечена фризура и мејкап со Трајче шишење. Значи класично или нешто во твој стил? Имаш нешто во твојот стил, еве што го нема кај другите, нешто што посебно ти се карактеризираш? Па да, се разликува од другите, да. Се разликуваш? Да. Својот стил. Можеш тоа некако да го опишеш, еве како е, што е, која е таа разлика од останатите? Па сега сите работиме на различни начини. Секој има свој различен стил, сакаш да кажеш. Да. Не можеш да го опишеш, треба тоа да го видат, така? Да го видат. Имаш, гледам и диплома тука, од каде се, не е една туку, повеќе? Па имам повеќе дипломи, тука се од Панковиќ академија, престижната академија, диплома од Јоск Свештерот, мејкап исто од Панковиќ. Значи, еве сега јас нема да задржиме повеќе, туку ќе одиме да видиме што ти всушност ќе направиш од Кристина Николова, кој што ќе биде денеска овде специјално за нашата емисија, дојде да ни направиш фризура и еден мејкап и на Трајче Георгиев нормално подстрижување како што кажеш. Ona je zgodna, mlada, svježe lepo karat. Ona je pravo dobra, ali je skupo održavat. Potroši Boga oca, ja u stečaju ko Bosna. Slabo izlazimo, zbog nje radim dva posla. Isplati se na nju dati milion, jer kad hodamo po špici ja i kremen avion. I svi se okreću za nama, ja to buraz jebem. Ona jede u restoranu, ja kod kuće jedem. Ima je vara, što mi donese stara. Ima kajma kasira, ima jedno 5 jaja. Ona bi skupe satove kakve Pukanić ima. Ona bi čizme nove, a već i 10 ima. Ona bi u kistil care, kad dođe zima, kaže boji se na Jorini Vukova ima. Ona bi bila kapecare cijeli dan, nikad sapnu deterđenta, malo opere
ljubavi na kraju dana, papaja i pirana. Hoće da svrši munju, a ne želi biti mama. Ništa kuhanje, sarma, pelene i dijete. Udaće se kaže posle 35. Ona je bomba, 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 ona je. Starci joj imaju svemir, ona i dalje svebi, ništa nije na kredit, al nema apetit. Ona jede pa povraća, a kolača bi non stop. Narkoluk je cool pa uvijek šopa dopa. Pravo je dobra, mada neka kad smo skupa znam i bit kroma. Recimo kad izlazimo oće samo narodnjake i ima prijatelje samo gej seljake i voli pričat samo o sebi dijeti, šminki, frizuri i 500 jednoj kremi. U biti kad smo skupa samo se gledamo, jebemo i gledamo, jebemo. Meni je jasno da ona nije za mene, al ne znam bil mogu podnije da je drugi. Zato je pare dajem i pljuvačku gutam i kad priča o nečem ja sam pravim da slušam. Ona je bomba, 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 ona je ko pole što studira po kafama kulira, upisala dizajn samo da vrijeme ubija. Ne zna olovku držat, da će ispit jedan, a završit će ja garanteroj tata dekan. Tata voli čerku, za nju ne želi kunu, kupit će joj Peugeota za fukodrome po Jarunu. Pa joj kabrio deremo svaki puta, neće fleke po haljini pa zato luta. Jebote ti to dajem par na šminku, ko ćeš ti imat davo za krančaraniku. Ona spiku ne kuži, po klubovima ruži, kad odraste želi da bude baš ko žuži. Pa da krzna nosa, da miriše po kenzu, pljuje ekipu što idu jest u menzu. Jeftine odreske i suhu hranu, ona i Hemingway je drito u teretanu. Ona je bomba, 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 ona je. Тука е Трајче Георгиев и сега и на него ќе му прават фризура. Пред да почне Маријан Петров да му ја прави фризурата, јас ќе го прашам зошто го напушти ракометот. Знам дека се занимаваше со спорт претходно и со фудбал, како што знам, меѓутоа за ракомет сум сигурен. Зошто го напушти ракометот, Трајче? Прво мало се занимавам со ракомет, но почнем да пеем и тука престан. Сметаш дека нема многу фајде од ракомет и од спорт во Македонија? Па во Македонија не, во други држави да, но овде не. И како беше како ракометар? Добар ракометар? На која позиција играше или? Не знаеш, не беше одреден. Не беше одреден. Имаш некој идол? Еве што сакаш да бидеш како него? Сега кога веќе почна со музичката кариера. Па сега Тоше Проевски, Бруно Марс, тие. Сакаш како нив да бидеш, а? Да. Може ли Трајче да ни испее една песна пред да почне Маријан Петров да му прави фризура? Може, ајде. Ајде да слушаме една песна за почеток да му тргне работата на Маријан Петров. Колико желим те, толико немам те, и сваки корак с њом ka tebi vrati me,
Nikome ni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome kad znaš, da nisam bio ja, i samo laku noć poželi mi za kraj. Браво, Трајче, Дотки сега дојде да го бакнете Трајче како подарок за тоа што испеа прекрасно. Ајде, Дотки. Браво, Трајче. Маријан, да те прашам, кои се твоите планови еве сега во иднина? Имаше нешто, некое патување, нешто предвидено? Па моите идни планови се сега сум во Струмица, за 5 дена заминувам за Швајцарија, каде што ќе бидам повторно гостин во една прекрасна забава со Гонце Гогова. За прв пат бев со Елена Велевска, поминавме многу добро. А каде е тоа? Што забава? Тоа е организација Пирок, му криво го организира. Тоа лето се претежно прави, знам. Па да, сега за Свети Валентин, со Гонце Гогова ќе бидам таму, во Лозана, кај моите блиски. Поздрав до мама и тата и моите сестри. Или само така на одмор на некој начин, или планираш да работиш нешто? Па гостин ќе бидам, да. Гостин, а нешто со работата, нешто, еве некој твој план во иднина кој што имаш намера да го реализираш? Па во Белград, Реви, на Сузана Перич и Кристина Бехвалец. Веќе е договорено? Да, се е договорено. Значи, ќе биде за неколку месеци, да. Имаш намера еве целосно да останеш таму во Белград и да не се вратиш одека во Струмица? Имам големи понуди, ама дома си е дома, сега за сега. Сега за сега се уште не се решил што да го направи, па кој ќе ги прави тука девојките во Струмица ако заминеш ти во Белград? Освен тоа во Белград нешто друго да ни откриеш кој што е доста значајно, сакаш да го кажеш? Па имам понуда и за Чикаго, да работам таму како стилист. Преку океанот? Да. И таму... Па треба да размислам. Од каде го препознава твојот квалитет, еве, што те повикуваат? Па гледат доволно. Има некој официјален сајт за таква работа или? Па не, од Академијата Панковиќ, од таму знам. Препораките се од таму? Да, од таму. Се. И јас нема да задржувам повеќе, ти го заврши тоа што требаше да го направиш, направи 2 фризури и 1 мејкап. Да. И ева за крај да те прашам, што би им препорачала нашите гледачи на нашата емисија Шанк? Бидете сите добри и позитивни и носете го тоа што вам ве прилега. Јас сум Маријан Петров и се гледаме на некој Шанк во Звездениот град.